Кризата во Македонија не е случајна. Фитилот ни го запалија однадвор, смета дипломатот Ристо Никовски. Се случува денеска во Македонија во најголема мерка резултат на политиката, која главните светски фактори, а пред се Вашингтон и Брисел, водат против оваа држава. Сценариото кој е започнато пред 25 години скоро се реализира до крај, само се менуваат тактиките и начините на кои да се постигне целта, а тоа е да се прекаси државата и да се избрише македонскиот народ од светската листа на народи. Освен странците од далеку, арно на Македонија не и мислеле ниту оние кои се блиску до нас. Бугарска војска е распоредена по границите со Македонија со еден глуп став, нали? Значи, ако нешто, нали, не дај Бог, како веле премиерот Борисов, стане во Македонија, па тие што да прават тогаш? Нали, значи, македонците со бугарски пасоши, нали, да бидат пример по македонци кои имат бугарски пасоши, кои сакат да отидат, зашо им е војска по границите. Тие слободно може да се качат на автобус и да отидат. Тоа е, значи, уште еден притисок. Вие знаете и вчера со доаѓањето на Сергеј Станишев. Знаете кога Сергеј Станишев беше премиер на Бугарија што велеше. Така што тие се многу загрижени за Македонија, многу се загрижени Македонија да не опстои. Тоа се знае. Зошто според Мицов и Никовски се случува се во ова? Тука сигурно има врска и Јужниот поток, тука сигурно има врска и нашето невклучување во санкциите врз Русија. Според нив, во овие моменти клучно е да се одбрани државата, зашто таа е поважна од партиите. Од периодот што следи ќе зависело дали ќе обстоиме како држава или не. Своите ставови за актуелната политичка ситуација, Мицов и Никовски ги искажаа на штипската промоција на книгите "Името е нашата татковина" и улогата на Америка во македонската Голгота.